Джи Карпет е секогаш во први редови да ги поддржува жените кои што вредат, па и мажите, но овој случај станува збор за жените, бидејќи сме на еден прекрасен настан, каде што Елена Пантева од Елена Лука ја доби престижната награда за жена на годината. Исто така беше дел и од конференцијата за жени предприемачки, така да ве носиме тука да ја погледнете прекрасната атмосфера и да разговараме со Елена за импресиите. Елена, пред се честитки за наградата Жена на годината, мислам, сосема заслужено, имавте навистина успешна година на секое поле кое што го работите. Кажете ми, што значи за вас оваа награда? Еве сум добила уште една преубава награда, реално тоа беше награда од жените за жените. Жена на годината, меѓутоа оваа година веќе имам добиено некои слични награди. Што можем да кажем, кога повеќе награди ќе се поклопат во една иста цел и си кажувам едноставно дека можеби тоа е вистинскиот пат, една верификација за сето она што го работам, еден доказ дека сме на вистински пат заедно со мојот тим и нормално дека ми е драго што одредени структури не следат во работењето и го препознаваат сето она што го работиме, се пронаоѓаат во приказната, во реализацијата, го ценат нашиот труд, сето она што го работиме, така да нормално дека сум многу среќна. Во склоп на оваа конференција за жени предприемачки, вие бевте дел од панел дискусијата како жените си подаваат рака во бизнисот, па што мислите вие за тоа, колку е важно жените да се поддржуваат меѓу себе во бизнисот за поголем успех? Многу е битна поддршката на жените во бизнисот, меѓутоа и генерално зборавме токму на таа тема на панел дискусијата и зборов за принципите кои што Елена Лука во своето работење ги има втемелено и се води по нив. Така да една од точките и родовата еднаквост, застапеност на кадар, на квалификуван кадар и секој има право за регрутација во редовите на Елена Лука да биде вклучен, без обзир на полот, на возраста, на националноста, така да Елена Лука работи транспарентно во тој смисол. Елена Лука преку фондацијата Елена Лука работи многу проекти. Нормално тоа сите го знаат, отворени се вратите за соработка секогаш, секоја жена со оригинална своја идеја или било каков концепт, бизнис план кој што го има во себе, може слободно да се обрати во нашите простори да продискутираме на таа тема. Елена Лука работела на многу проекти меѓу кои што планирате вашата иднина, економска зајакнување на жените како самохрани мајки, поддршка на младите девојки во делот на стипендии кои што ги доделуваме на млади девојки за средношколки, меѓутоа и на студентки, така да максимална поддршка имале секогаш. Донираме во дел на техничка опрема или на финанси за одредени бизнис стратегии, планови и концепти кои што одредени жени ги аплицирале во фондацијата Елена Лука, така да преку фондацијата сме нашле начин како да сето тоа го сработиме како што треба, да може да си добие една убава форма на поддршка и логистика од страна на Елена Лука Груп, кон сите тие жени, иновативни, прекрасни, со оригинални идеи и тука сме секогаш за нив. Како жена за пример, верувам дека најдобро можете да ми одговорите на последното прашање. Што вие би им препорачале на оние кои што имат потешкоти во градење на кариерата или пак имат потенцијално немаат храбростите да загризат и да застанат како вас вака храбро и да освојат оваа награда? Секогаш кога дискутирам со луѓето, младите девојки и сите оние кои што сакаат да почнат нова бизнис кариера, кажувам дека времето е сега, дека немаме време да чекаме да се исполнат сите услови за да го почнеме нашиот нов бизнис концепт. Многу е важно да се почне веднаш во моментот, затоа што одложувањето само ќе прави поголема, да кажеме, нема да има доволна самодоверба за да може да се случи таа реализација. Елена Лука, освен во делот на менторирање, во смисол на едукација, во делот на бизнисот, кој што треба да го имаат младите жени и сите оние кои што почетно сакат да се занимаваат со бизнис, прави и менторство во делот на емоционална и психолошка поддршка и токму за оваа проблематика која што сега ја спомнавте се дава една логистика на жените да тие истраат во процесот на реализација на своите бизнис планови, да бидат упорни, да имаат самодовербата и секој оној кој што ќе се најде на тој пат на развојот на успехот, дека да ги поколеба дека нема да успеат на тој пат, едноставно да го сметат како идеја која што била забележана и да го направат свој контра ефекти, своја сила, токму да успеат на патот, затоа што реално успехот воопшто не се добива на едноставен начин, треба да сме свесни дека треба многу работа, многу вложување, откажување, едукација, секогаш иновација за секој нареден проект, едноставно да бидете доследни на тој пат на кој што одите. Да бидеш жена е огромна привилегија и тоа воедно значи
дека поседуваш силен капацитет за да го менуваш заедницата, општеството и да правиме поздраво место за живење за сите нас и поквалитетно. Ви благодарам многу за времето, за убавиот разговор. Само ви посакувам многу среќа и успеси да си продолжите по тој ист пат кој што годите. Ви благодарам многу што ја следите работата на Елена Лука. Елена Лука работи в Chanel.mk, тоа е еден одлична платформа, еден сајт кој што работи 13 години, еден портал каде што многу жени во делот на модата, дизајнери биле промовирани затоа што суштествено се занимава со македонска мода, меѓутоа и други теми обработуваме веќе со тек на годините. Така да сме го правеле тоа бесплатно, би рекла, и воедно тие се наша лојална конкуренција, меѓутоа воопшто не плашале нивните квалитети, туку сакаме на пазарот кога има поголем капацитет на луѓе од сличната фела, за да можеме компаративно да се следиме како се движиме развојот на нашиот бизнис како оди, така да тој медиум е секогаш отворен за млади дизајнери, за нови лица во делот на модата и така да медиумите како вашиот е многу битен за поддршка на бизнисите кои што се работат во Македонија, за жените посебно.